Morning, my friend. Mambo, my friend. Have a nice day. Thank you, you too. Say hello to them, say hello. Него сум благодарен што морав да станувам за ручеци секој ден, а свашто очекував да научам, а најсреќен сум што се навикнав да станувам рано. Иначе најголем дел од народот тука се невидени флегми, овој готвачов е ретка појава на брз човек. Трети ден сум пер тука, али прв пат станувам волку рано, моментално, мислам волку рано, 9 сат, али ова е за нив очигледно многу рано, као скоро ништо нема отворено, дури ни овие личните селерски нема по улица, што спамаат цело време, get to them. Или од друга страна не ми смета тоа, затоа што имам барем по нешто да се поврзам со овие луѓе, затоа што и јас станувам касно, ова е вака исклучителна околност каде што, еве, да го искористам, нели, времето. Моментално влагам у место каде што на времето, не знам колку на времето, а многу на времето, ги чувале робовите и уствари ги пикале тука во овој подрум кај што моментално се наоѓам. Као тука буквално не можам да се исправам пер. Ова мало сопче што ја би му дал као некои 8 квадрата. Пикале по 50 робови. И као вие уствари што го унале да речам местово, ги чувале робовите тука и нели измачувале, ги држале на вакви синџири, actually не дов синџир и ги продавале и сега некои нели се продаваат поскапо, некои поевтино, буквално онака као роба ги продавале. Кога не можеле некоја се продадат, ги ставале на попуст и тоа се дешавало у петок и нема ти се верува, Петар, али од тука е фразата она Black Friday, као на невероватни попусти ги давале као колку да се отарасаат, пошто као луѓе се ќе остарат, ќе не им требаат очигледно. Ми само на после користеле нели за граđevина, за нешто да работат нормално робови, берат памук, не знам што купувале тука. Ова е so far најезивото место кај што бев до сега у цел Занзибар, мислам. Језива е помислата затоа што воопшто имало робови и се продавале и ги вржузувале за врат да тиам со синџири своје. Како курдишеле тука, што е ова? 5 души. Не знам дали е добра или лоша работа, до сега бев у женското, женски од кафес, како да го кажам, не е ни кафес, пошто не требам прешетки, има само вако зидови, како куравки ги пикале Петар тук. Али ги делеле мажи и жени, така да тоа прескаваше женскиот, тоа е мушкиот дел. Сигурно ги делеле пер за да не можат да се ебат, не знам зошто и како е тоа добро, како се ебеле цело време, се размножувале на некој начин, не е тоа возможно, не знам, зависи колку храна им давале, шиет и дали воопшто би било физички возможно они да се размножат тука. Размислувам као капиталист во нивното општество, нели, мало продажба или голема продажба на робови, мислам дека би им било многу добра тактика да ги ставале подобро во иста соба, за да може да се размножуваат, да прават деца и ќе имаат као фри робови, као плюс. Али кој сум па ја да им се мешам и што ја уствари знам. Биде они да размислувале вака, капиталистички поише, би биле валјда и малце поразвиена држава до сега, ама ете. Затоа што тогаш ете така размислувале, али очигледно се уште така размислуваат, мислам као no offense, али стварно е така. Не викам дека тоа е лоша работа, мислам, Куна Матата не ги интересираат многу работи, не знам дали воопшто овие луѓе веруваат во иднина и дали планираат за иднина. Ствари тоа е тоа што највише сакам да го дознам, како се осеќаат овие луѓе, затоа гледам да им правам муабет на сите што ми пристапуваат, ми нудат пер, свашта, ми нудат секакви ствари буквално. Као од не знам, накити до алишта, до дрога да ти ебам, свашта ми нудат. Али ја гледам на сите да им направам муабет од две причини. Прво затоа што се осеќам као кул човек кој што може на сега да ми направи муабет, а второ затоа што стварно сакам да дознам како овие луѓе размислуваат, као сигурно не се до толку без везе, свееш, као има доста добри поенти за животот. Може би сепак не е толку лошо и као неправилно да живеат од ден за ден. Као можеби таквата помисла Пога сум карше сонцето и ништо не се гледам, ќе одам малце вака. Може би баш таквата помисла што се Куна Матата, што се деси као I don't give a fuck. Може би баш тоа им го намалува стресот на таков начин. Што ствари баш поради тоа живеат подолго, може би они живеат пократко затоа што имаат тука 300 болести. А тие болести може би ги имаат затоа што немаат доволно хигиена. Не знам, мислам вајда маларијата не се појавила благодарение на нехигиена. Сигурно има други причини, али тоа е балансот, као барем немаат стрес и имаат убав живот. Тоа е тоа да сега што го сфатив, ќе видиме дај. I'm from Macedonia. Macedonia. Yeah, what's up? Very far, my friend. You know Macedonia? I just read. I don't believe you. Where it is? I read in the Atlas, you know, Macedonia near the Greece, you know. Oh, you do know? Good job, Okay, my friend. welcome home, my friend. No problem. Thank you. Hakuna Matata. So Hakuna where do you Matata, man. I'm browsing the market. I'm discovering stuff. go? Okay. Thank you, my man. Hakuna Matata, my friend. Фишови на секаде. Фишови, баба, види колкави фишови. Ова се петки, ова се ондак 10. You catch the fish by yourself and you're selling them, right? I sell in the fish market. Oh, this is a souvenir.
Thank you, kaka. Asante, kaka. Have a good day, sir. Actually ми е фасцинантно како колку пробуваат од све и свашта да направат пари, да тегнува како типов треба да иде да продава риба, али типот константно нас пробува да не води каде што сакаме да идеме, така да сака сега да ни изиграва водич, што на крај ќе ни бара и бакшиш, мислам. Ќе му дам, али вајда тоа што сме белци прави да мисли дека сме многу богати, дека ги имаме сите пари на светот и дека можеме да ги извадиме од говна. Али нема везе, не се љутам, баш ми е окей што се понашаат како што треба се понашаат, ја ги се понашам како што си се понашам стално. Don't you need to go to the fish market to sell those fish? Yes, yes, of course. Okay. Fishing today. Aren't they gonna become bad because it's too long out of the fridge? Oh no, we take it something alive, and then we sell it something alive. No, correct. To put in the fridge. Okay. We selling alive fish. So when do you need to be there? Okay. So you came with us to bring us here, and you will go back to the fish market. After I go to the fishing over there. Oh, you are gonna go fish right now? Right now. Okay. Maybe after I have some change. Like, thank you for being our map for today, man. Little did you know, ali Freddie Mercury е роден у Занзибар и нешто како што можеби Александар Македонски е роден у Македонија, занзибарците си го слават Фреди Меркјури ко мајка Тереза, што е родена у Скопје, а нема ништо од македонско у неа. Македонците битно ја слават мајка Тереза само затоа што е родена у еден од македонските градови што постојат. Имаат направено музеј, пошто поштоваат луѓето, можеби се надевале дека ако му направат музеј ќе им остави бакшиш. Ствари не, најверојатно е као за туристичка атракција за да прават пари. Види, добро е што има Фреди Меркјури музеј, мислам, каде и да е и која и да е причината, јас сум музеј на факен Фреди Меркјури. Вајде ова му се као рачни текстови што ги пишувал, само онакво извадени од тетрадка да ти јам од лист од средина. Лайв пренос на господин татко. Поштовање до највеќи Фреди е фан. Чекај сега да се вратиме на турата. Исто кога да си бил. Текстов од Radio Gaga у ракопис. Добро, види, не се апсолутно оригиналите, се гледа дека се копирани, мислам, не знам тоа колку може да се познае. Да, копирани се така да кои да ги нашле, вајде успеале да најдат кои ги скопирале као, као отворија музеј си скопирани ствари што не го судам затоа што до негде кул ствар. Не знам дали уопште има други музеи на Фреди Меркјури, сигурно има некој хард рок, нешто обесено негово, не се ни сумјам затоа што е највеќе од звезда у свет можда после Тоше. Сега се случи многу добра колекција ствари, као каде атендувал, снимање песни на концерти, жива вода си. Плачеш, не си жива. Секаде си жива вода, плачеш и од чело, а тя ми од очи. Чичкото ја пушти кике да седне на пијаното на Фреди. Туку комши имавме еден уметник на кој што му верувавме дека се негови цртежите и решивме еднаш да му влеземе пошто многу кул не изгледаше. Look at this. Look at this you have. That's why, because I told him, yeah. This is your studio? This You is my paint here? studio. That's why you see now, tomorrow, this I'm working on it. Look anything you like, even if it's this, I will take it out and roll. You see me, you may think I'm drunk. Me, I smoke elephant shit. You like black and white tequilas? Or you like the pink one? Come, I show you. Yeah, pink, yeah, because I can see you like the color. Yeah. The art is called Tinga Tinga. The art is called Tinga Tinga. All the Tinka animals. Tinka, why is it called Tinka Tinka? Because the first artist to start the work from our family, his name was Mr. Tinga. Yeah, and that's why it's called Tinga Tinga painting.